Се работи на законско решение за конечно решавање на статусот на туристичките водичи. Тоа ќе им овозможи да регистрираат своји фирми, да имаат пензиско осигурување, социјална и здравствена заштита, бидејќи голем процент од водичите се плаќаат во готовина. Моментално се работи на законско решение за решавање на статусот на туристичките водичи, а тоа ќе значи да можат да дојде до момент да си регистрираат своји фирми или даночни броеви со кои што ќе можат без проблем да издаваат сметки, да издаваат фактури, односно да се следи движењето на парите. Значи еднаш и за секогаш да се исклучи можноста дека би биле плаќани во кеш. Кога тој момент ќе се реализира, тие веќе ќе можат туристичките водичи ќе можат и да се регистрираат, да плаќаат придонеси, да плаќаат и здравствено и инвалидско, односно пензиско осигурување и ќе можат да ги издействуваат своите права. Првото искуство со дестинацијата го прави во 75% туристичкиот водич. Ако имате лош туристички водич, од една страна ќе имате незадоволни туристи, кои што понатака ќе ја депромовираат туристичката дестинација, а ако се задоволни од туристичкиот водич, ќе препорачаат и на нивни пријатели, нивни роднини да ја посетат истата. Инаку во регистарот на општина Охрид евидентирани се околу 220 туристички водичи. Нина Ритоновска, Сител телевизија.